Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Се враќаме назад со утринското еспресо. Извинете за вчера, затоа што немавме емисија од разбирливи техничко-лични причини, но затоа петок е неработен ден, а ние во петок ќе марсиме, односно ќе работиме на 11 октомври, датумот на кој почнала антифашистичката борба. Радио Лидер секако ќе продолжи истата, би рекол. Искра да го представиме нашиот гостин од утро. Добро утро. Добро до нашите слушатели и гледачи. Се надавам дека така провокативно ќе стартуваме и ќе ги разбудиме да им тргне интересно прво да се налепат пред се на оваа фреквенција. Ова утро со нас е Јован Деспотовски, не знам како да ве представам, како несудениот лидер на СДСМ, можеби? Ова како фаталистички звучи несудени. Зашо несудени? Да, граѓани на градот Скопје. Што утрево како и многу други лјадници граѓани се заглави сообраќајниот метеж. Знаете како? Многумина се прашуваат Јован Деспотовски, добро, она што се случи, ќе зборуваме и за тоа на тема изборите внатропартиски во Социјалдемократскиот сојуз. Дај да го фатиме и да фатиме владата сега. Зошто сака да биде активен во јавноста си уште и не ги одбива медиумските гостувања? На што се надава Деспотовски? Јас, тоа е само одраз на добро домашно воспитување. Вие многу културно се јавивте минатата недела, многу културно го прифатив тоа. Апсолутно. За еден политичар кој прво никогаш, значи никогаш во мојата кариера до сега не сум одбил гостување. Знаете како, ако сте коректни, ако се јавите на телефони сте некоректни, или ако сум на гостување сте биле некоректни, не некоректни со незгодни прашања, него некоректни зборам за, да речеме, невоспитани, не ми се случило да се признам. Во тој случај, да, меѓутоа никогаш не сум одбил гостување. Како? Тоа е едно, а второ, да, повторно кажам, добро домашно воспитување. Се увате фирма, јас одговарам фирма. Ви Така да благодариме. ништо не се надевам. Ви благодариме. Да се надевам на добро кафе. Ова ви е веќе второ гостување во Радио Лидер. Ви благодариме на вистина. Се надеваме дека наскоро повторно ќе ни дојдете, можеби со некои поинтересни анализи, можеби во моментите кога и оваа власт ќе доживее голем пат на рейтингот, па ќе анализираме зошто е тоа така, ќе правиме компарации со СДСМ претходно. За почеток, што прави во моментов Јован Деспотовски, нели? Политички дали е ангажиран, дали има план да се ангажира? Па, во моментот работам повеќе, имам собствена компанија која што отворив пред некој време, работам на некои проекти кои што одамна ги почнав и ги забаталив, признавам, заради политичкиот ангажман и сакам да ги завршам. Така што посветен сум на тоа, работиме на нешто интересно со една поголема меѓународна компанија која што да, има интерес не за вложување директно во државата, туку за развој на проекти од кои што може да има материјално бенефит и пошироката јавност и граѓаните, така што да, има интересни работи кои се случуваат, не можам да кажам дека ми е здодевно на Политички искрено не следам толку многу во детали што све се случува. Дури мислам дека е добро понекогаш човек да, како се вика онај еден чекор, излезе малце надвор, па малце пообјективно ги следи работите. Не дека не сум ги следил до сега објективно, како викат понекогаш од дрвата не ја гледаме шумата. Сега се обидам да ја погледнаме шумата. Да. Ние во изминатиот период на сите медиуми, вклучително и на овој медиум, постојано слушаме некакви анализи за првите 100 дена на владата. Ке чуете, вакви проекти се направиле, ова било позитивно, ова било негативно, таа била атмосферата. Многу мина ќе речат се очекуваше многу повеќе од новата влада. Во реалноста, нели, секогаш ставовите се измешани, има некој, ја например, позитивна забелешка, ова со учебници конечно што доби ученици, но тоа е само една капка во огромното море од проблеми кои ние го имаме. Како ќе ги оцените новата влада, објективно и од страна, како човек со различни идеологија од неа, како човек со различни погледи кон работите? Мисля дека немаме секогаш баш толку многу различни погледи. Второ, инаку да направиме еднога, значи не сум аналитичар, така да не може да анализира, можам ставови мој да кажам, како политичар. Ставовите твои, да, политичките ставови на Јован. Иначе не сум аналитичар, така да. Да, не сте пензиониран политичар да направи анализи, да. Далеко сум од пензија. Да. Така да, види, секој почеток е тежок, значи очигледно е дека има голема желба се
неспорно е тоа, значи тој кредит ќе го даде секако, значи неспорно дека постои голема желба да се направат многу работи. Дел од тоа претпоставува дека се должи на ветувањето со кои што настапи ВМРО ДПМН на изборите. И дел од работите се случија, реално. Зборам политички, почнувајќи од начинот на кој беше формирана владата. Ако ВМРО идеше на како се сика на еден од столбовите дека Дуј ќе биде во опозиција, навистина го испрати во опозиција, тоа е факт. Тоа е, повторно кажам, работа која што треба да даде како кредит. Имаше и многу други ветувања кои што повторно кажам се уште гледам дека се во фаза на најава, валјда се подготвуваат, така што рано е сега да кажем, види они обеќаа, меѓутоа ништо не се случи или потврли. Сепак се колку помина 3 месеци, 4 месеци не полдено, 100 дена, колку му доаѓа 3,5 месеци. 100 дена и една недела. Така да, јас мислам дека ајде да кажам, можда првите контури или првите трендови на владење слеш однесување ќе ги видиме некаде можда до крајот на годината, веројатно до пролет. Така да пак кажам, би сакал да оставам малце простор и да видиме што све од тоа што се вети ќе се реализира. Еко факта, исто така морам да кажам, ајде вака на прво, иако може би рано да цениме, меѓутоа се соочува и оваа влада, исто како и претходната, и веројатно секоја следна понатаму, освен ако нешто системски не се смени, со кадрски дефицит. Че се гледа дека реално имаат потешкоти да се изнајдат вистинските луѓе кои што ќе застанат на челните позиции во клучните институции. Вие се уште имате институции каде што не ја направено. Да, се уште раководна структура, што претпоставува дека не се должи заради желбата да подаат рака и да соработуваат со кадрите поставени од СДСМ и од ДУИ, туку веројатно е факт дека тешко се наоѓа. Меѓутоа повторно ќе кажам, тоа е ситуација со која што се соочуваше и СДСМ и веројатно секоја следна влада во сад повторно кажам ако нешто системски не промени. За прв пат во историјата имаме министер за енергетика и министерот за енергетика сега ни се соочува со еден, веројатно ова е првиот скандал уште од кога стапи на функцијата, првиот скандал на новата влада, така би можело да го дефинираме, а тоа е дали има бугарски пасош министерката за енергетика, дали се откажала, кога се откажала, дали се чувствува како бугарка. Во неколку наврати таа кажа на една пресконференција дека ќе се консултира со адвокати, се надеваме дека ќе ја имаме на оваа тема. Знаете, факт е дека во Македонија има многу луѓе со бугарски пасош. Но нели можевме ова да го искористиме, да им кажеме на бугарите, па еве ова е доказ дека нема дискриминација кон бугарите во Македонија, имаме министер што се чувствува така. Тогаш многу повеќе усти ќе беа затнати од вака да се објаснувате за нешто за што не би се објаснувале сигурно 200.000 други граѓани кои имаат такви пасоши. Види, темата е неспорно интересна за граѓаните, иако види било која друга држава веројатно не е било тема, одма ти кажам. Меѓутоа интересно е заради тоа што пасошот е бугарски. Види, кај Даниела се отвори истото прашање. Но таму не фати корен. Воопшто не фати корен, меѓутоа на крајот се случи да види, може би требаше се гледано од историска перспектива на учинокот на Даниела како градоначалник во градов и на што личи градов после 3 години. Можда и требаше. Така да види, клучно прашање тука не дали го има или го нема пасошот, него да се надеваме дека нема да биде, значи учинокот на ќе биде секако се надевам подобар него на што го имаше Даниела во градот. Така да е на тоа да се фокусираме така. Интересно човек од опозиција кој не удира ајде вулгарно, безобразно, туку достоинствено, објективно анализира заради пасошот. Прилику по генерално секој треба тогаш безобразно да удриме 200.000 луѓе у држава. Значи многу луѓе има кои што не, некако сме навикнати јавниот дискурс да го користат различните функционери да се не, ама јас ова го зборувам во континуитет на назад и кога се да се беше на влада. Значи, иако не најдеме начин како у нас што реков системски ги смениме. Системски подразбира можеби и воспоставиме некаква соработка меѓу клучните партии. Зашто? Заради тоа што ако кажам дека и СДСМ се соочуваше со кадровски дефицит, а секој ВМРО го има истото. И секоја следна влада со истото ќе се соочува. Апсолутно. Значи едно од решенијата можеби да се соработува и да се види што е тоа што го има како потенцијал во едната и во другата или во да речеме сите останати партии, дайте тоа да го извадиме на површина и нека работи. Иначе вака само и сега ако тргнеме ние уште дополнително тие луѓе што се нафатиле да се ангажираат во политика, пошто од она што го слушам има добар дел на луѓето на кои што ми е пристапен. Некој што кажале не. Можеби не затоа што него сакат ВМРО или го сакат многу СДСМ, него заради тоа што едноставно нека да се занимава со политика. Татко ми покојен викаше паметен човек, ова држава не се занимава со политика, не го послуша.
Така што Добро сте можеби сакале да направите и тие нешто малце за што се државата. нафаќаат на вистината, да им даваме шанса после 3 месеца или 4 месеца да кажеме ти нечени заради тоа што имаш пасош или заради тоа што чекате нек се снајдат па да видиме. Јас Се ако сакам нема учинок на работите, са појма имаме енергетска криза, не се снаоѓа кој што однаш да седнеме да кажеме види вака. Нема проблемот е ние не ги анализираме Министерката овие нече работи. ви заради тоа што не успеа, не знам, да се снајде со тоа и тоа, затоа што рекне работи заради тоа, тој за тоа да збори. треба да Ние- сме само ние- критични, не, објективни да кажеме дека што сте ние во право, како бидејќи држава Да. целосно Јас сам- е во право, не само што е во право. Ние имаме суштински проблем во јавната дебата. Доколку јас направам емисија за тоа дека струјата, цената на струјата, сметките на граѓаните се покачени, да направиме анализа од каде доаѓа тоа пак чуј. Можеби го нема сега Не били, да, ама не било успешно Да, спревање со тоа. Ако е да. така, дај да дискутираме. Помалку ќе биде гледано колку некој Значи етничко никој нема да прашање, гледа, некоја- на сите ќе им биде досадно, а доколку седнеме бугарскиот пасош на Сања Божиновска, што нас воопшто не ни менја ништо како држава, дали имала или немала, или се откажала или не се откажала, тогаш сите ќе се налепат, сите ќе коментираат. Знаете, имаме ние као да сме некако во некоја турска серија, шпанска серија навлезено, што сака да биде Лепче од држава. нас зависи, треба да го смениме дискурсот на Се согласувам настапот, дека нас зависи. делно зависи од и од се не е критика за медиумите, затоа Не, што ама медиумите треба го да следат наметнеме- интересот на јавноста, меѓутоа види ако се обидеме сите фески да наметнеме од други одредени теми кои се поважни, веројатно така ќе почне се менува постепено интересот на луѓето. Тука сакам сега да Ајде. видам пред да продолжи на, Ајде. на овие теми кои не се Палката ти ја предавам тебе. На тема ова сито што го зборувате околу размена на квалитетни кадри, употреба условно речено на овие луѓе без разлика на партиската припадност во интерес на државата, конечно да мрднеме од некаде, конечно прави луѓе да ги држат кормилата и да се насочимо намо каде што треба. Пред натрапартиските избори во СДСМ ќе речете дека тие се референдумски, после тоа видовме што се случи, ги видовте и следите и последните анкети. Референдумски беа дефинитивно, вината, ајде ако може да се каже вината, може би е пресилен збор, е во раководната структура која доведе до такв тип на референдумско изјаснување или до самите членови кои не се изборија доволно за да се ја спасат, реформираат, да се ја реконструираат Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Не мислам дека е фер да буткаме вината кон луѓето. Исто кога да кажеме сега на изборите се виновни граѓаните затоа што СДСМ изгуби. Или 2006 година кога бевме тука негде за малку УЕУ, Хрватска беше пред нас една година, луѓето беа криви што го избра ВМРО. И така им треба се. И нека се седат надвор. Така да никош не сум мислел дека луѓето се криви, односно граѓаните или членовите, овој случај, пошто зборуваме за членовите на СДСМ, кои се илјадници на бродачи дел од јавноста граѓаните. А за сето она што се случи, а за кој што последиците веќе се гледат и ќе се гледат и понатаму. Че не е тоа некој пророштво, тоа што јас сум бил многу паметен, па сум ги видел работите од иднината, ги се случува. Не ќе се случуваат и понатаму. Исклучиво вината лежи во раководните структури. Истите се и тогаш и сега. Имаме целосно континуитет, така да знаете како кога на луѓето ќе има невозба. Дополнително што имаше интерес, значи и на таков изборен пораз, односно дебакл кој што го доживеавме, и на такво да кажеме еде негрижа за членството и за базата во изминатите години, сепак имавме респектабилна бројка на луѓе што се пријавија да гласат. Меѓутоа проблемот беше што повеќе од половина и беше невозможно тоа. Добивте ли некојаш објаснување што се случи со тие 10 над 10.000 членови? Никој не се ни потруди. Не треба јас да добиам објаснување за тоа. Мене не ми треба тоа објаснување. Не, мене не ми треба тоа објаснување. Јавноста и ве не слушна. Да луѓето, ајде некој ќе каже, знаете, тоа е внатре партиска работа на СДСМ што не се согласува. Целосно меѓутоа се е, меѓутоа прашањето се како сега партијата ќе ги врати тие луѓе назад. Ќе ги врати ли? Тоа е добро прашање, не знам. Искрено не гледам во моментов како тоа се прави. Искрено не гледам. Мислите дека постои начин како да се врати СДСМ? Секогаш постои начин. Секогаш постои начин, меѓутоа и тука од оваа точка? Знаете како, пак кажам, 4 месеци, 5 месеци после изборен пораз. Значи сега ако тргнам ја да кажам дека нема шанси ни да се вратиме тоа е глупаво. Тоа исто како за ВМРО кажам, стартува катастрофално, ништо да не очекуваме од ова. Исто како што кажавме за нив, дајте луѓе простор да видиме што ќе направат. Исто тоа е да даеме простор да видиме што ќе се случува понатаму.
Че не велам дека работите се загубели, мојата забелешка и тогаш и сега, ставот е тој. Јас повторно кажам, не анализирам ништо, ова е мој став. Ставот е тогаш дека пропуштивме шанс да направиме дисконтинуитет и на луѓето да им кажем, правевме тоа што правевме, имавме и добри работи. Може би требаше да ги стакнеме добрите работи. Јас членството во НАТО стам, не знам, читав вчера, имаше во некој од српските неделници кои што ги следам редовно, имаше анализа за медиумските слободи, состојбата во цел регион, вклучително и Словенија и Романија и Бугарија. Тука мора да Македонија број 1. Секаде во сите, значи текстот беше на 5-6 страни анализа, Македонија број 1, значи стварно сме постигнале нешто. Веројатно едно од ретките полиња во кои беше. Океј, ама седно сакам да кажам дека не, веројатно и не се ни толку многу ретки кои ќе видиш, меѓутоа пропуштивме можда да дискутираме за позитивните работи затоа што на луѓето им знаете како им кажуваме, знаете како, ние си теравме по една стаза така, си имавме еден начин стил на раководење, кој што, кажам, може би во некаде дал резултати, и то луѓето го отфрлија. И ние си продолжуваме пак. Да, но деспотовски видете. Суштината е дискусијата и темата е раководната структура, луѓето кои стои позади овој, кои стои позади. Значи немаме тема друга, немаме тема политика, немаме тема ученок, немаме тема нови СДСМ како бренд, еве сега од брендолошки аспект, од маркетиншки аспект, има огромна сила. СДСМ е наследник на Сојузот на комунистите. СДСМ е партија која владеела половина од оваа наша современа историја, вака, која ќе видиш во години. СДСМ има традиција, СДСМ има фамилии, што веќе се трета генерација, СДСМ бил дедото, бил таткото, сега е синот. СДСМ е стожерна партија, се уште, во македонскиот политички систем. Но, она што го покажуваат анкетите е дека во овој момент, денес, СДСМ е 1% пред левица. Доколку се точни тие анкети. СДСМ е позади ДУИ. СДСМ е позади Алтернатива, Алијанса и другиот партнер, како им се викаше, споени во Влен. СДСМ денеска дали поседува сила да се врати и да се избори на тоа да биде новиот стожер бренд во Македонија, или ВМРО може ќе продолжи да владее, нели, само благодарение на тоа што нема силна опозиција. Значи, на прашањето дали има можност и сила, треба апсолутно да. Че дали тоа може да се случи, апсолутно да. Че... Но може и да не се случи. Све може. Може да, може не. Меѓутоа, веројатноста дека СДСМ повторно ќе биде силна партија, која што ќе ги носи процесите во оваа држава, ајде, да не бидам пророк па да кажам да, и да кажам сакам да верувам дека е така. И ќе работам да биде така. Прашањето тука е како? И кога? Ние се клучи да прашање, пошто ако биде кога за 20 години, види, да никој не го прави услуга. Прво не си прави услуга на самите себе, како држава, второ не ги прави услуга на државата, а мисля дека уште не го прави услуга на ВМРО. Затоа што ако сакаме и владата да испорача, нели зборат, треба некој да и дише во врат. Некој да прави притисок. Ама не притисок да прави со тоа што ќе скачаме секој ден на пресови, кажуваме приказки за тривијални работи. Па ќе се занимаваме со пасушот, па ќе се занимаваме со више ја забори за што се занимаваме, не е важно. Ја имав една, извини, што ќе те прекинем, имав еден совет овде јавен до Филипче. Мицкоски кога подаде рака, нели, за обединување врз база на некаква платформа, една од тие точки беше департизација. И јас да бе Филипче ќе му прифатив, ќе му речев супер, ние прифаќаме ова национално сите да се обединиме за овие 10 точки, но ајде да почнеме еве од департизација. Што ти прави тој директор таму? Партиски вработен. Ме разбирате? Да, некои работи што ги разбират, што се разбирливи за јавност и за луѓето, така, да. И тие едноставно не прифатија да излезат на терен и да игра. Има перфектна можност да ја критикуваат владата врз база на постулатите кои таа влада ги задава. Значи, повторно ќе кажам, раководната структура во СДСМ која што е пропушти можност, како власт да воспостави таква соработка со ВМРО да прави. Значи, многу е важно кога сте власт да го иницирате и го спроведете тоа. Пошто имате тоа активна позиција. Значи, не може од истата раководна структура сега да очекувате да го прифатите. И ова е да отворена критика за актуелното раководство на СДС. Немам проблем да го зборам, тоа е јавно. И тоа партијата како таква и јадрото внатре во партијата постои. Се согласувам дека анкетите се поразителни, обесхрабрувачки, крстеи како сакаш. И тоа види, тоа е момент сега, пресек. Не е дека сме биле подоле него сега што сме, не било така. Значи 2006-2007 сме биле, ВМРО бил 3:1 во однос на нас и така натаму сме се вратили во игра. Не ме плаши тоа толку многу.
Повтори како кажам, поише ме плаши одговорот на прашањето како и кога. Затоа што ако е за 20 години, па кажу, не му вршиме работа на никој. Не сме добри тоа за никој. И како ако е како до сега? Па не, ако е како до сега, тоа ќе трае. Тоа сега да кажам. Не може, знаете како, тоа е како имате некој производ во маркет, луѓето не го купуваат и ви викате како сега ништо ќе го препакувам, истиот ќе почнат ќе го оставам пак, веројатно ќе почнат да го купуваат. Нема го препакувам. Можеме ли да заклучиме од сето ова што го зборувате дека не размислувате за нова политичка опција, можеби иницирана, создадена од вас? Не. Се гледат исклучиво и само пак во рамките на Па јас социјалдемократска? тоа го кажав, тестот на времето, после 4 месеци, сега ја да си дам на себе кредитче дека дававме на ВМРО, дававме на СДСМ, сега си дам на себе, значи не. Значи тогаш имав и се изнаслушав приказки Максо, Господа чува, значи сваштива, ваше уствари, неќе нема. После 4 месеци што се уште член на СДСМ, така да. Некој ќе ми викнете, па да ви следува пут. Може би и на некоја функција. Сега која ќе се делат функции таму? За каде? Во СДСМ. Нели сега ќе има нов извршен, треба да има. Да, и не можев да го најдам, не можев да ја најдам Што? информацијата за нови Во текст се има, да, има некој внатре Не можев да внатре видам партиски рамка активности, временска. мисля дека според последните најави требаше биде во септември, по октомври, сега последните најави се ноември. Ќе има ново раководство. Во комуникација сте со Филипче, со... не. А со за? Исто не. Не. Со колку комуницирате од партијата однатре? Има се уште една здрава структура на луѓе со кои што се комуницира назад години, да кажеме, редовно се гледа, значи така. Луѓе ми пристапуваат на улица, како што правите, ќе искритикуваат нешто, за да само нешто за добро, ќе ги сослушате, ќе кажете така, и тоа е тоа, или ќе искоментирате нешто, и вие тоа е. Бидејќи трпи вака малку понародски муабет. Може ли тоа да добие од уште едно кафе само? Се разбира. Уете ли се ако не смеете да одбиете, разбира. да дури да штедите, не смеете да Не. За Тоа што барат уште едно кафе значи дека кафето ни е добро, а тоа е одличен комплимент за Не нас. знам кој ви е спонзор е дека Немаме Нема да спонзор за кафе. Не, Е, повик за некој да се спонзор. нудеа тука сите, но понудите им беа премали како се вика, за да им ги прифатиме, одлучивме, викаме чека малце дај. Квалитетот му е на љупче, пресуда Квалитетот не му е е пресуден, брендот да. извикан точно така. Одиме со Не, само сакам едно прашање додека ти Пред го викнеш кафето. кафето, Пред кафето, да, да. за кој не е сиктер кафето, кој е на пола само кафе. пауза, да, доста на Како ме напола само што почнав да. Да, Да, 20 минути. пред Зашо? да испаузираме. Многу пријатели имам кои што се членови силни поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз и така натаму и ме замолија да прашам Ајде. утрово како успеа да речеме крилото на Заев да ги издоминира сите крила на условно речено елитистичкото ајде, не знам, небо, боја елитистичка на Социјалдемократскиот сојуз. Или народски казано, како се си успеа све градското СДСМ да избрка. Да, еден Значи- стил и друг стил, имаме различни Но, стилови. истиот муабет Утрово, на два начина кажам, знаеш. Како така? Имаше добар дел на луѓе кои што се збориме за структури, че не зборам за членови. Има кај членовите немам никаква забелешка. Луѓето се пријавија често, поштено, па кажувам во таква ситуација после таков пораз, респектабилна на бројка на луѓе се пријави за гласање, за жал беше невозможно на половина од нив да гласаат, што е сериозен проблем и ќе се поставува веќе како сериозен проблем. Меѓутоа од структурите да кажеме ајде луѓе што имаат некакво име во СДСМ, мојата забелешка тој сум го кажал и директно на луѓето, така да немам проблем да го кажам и јавно. Голем број на нив решија во даден момент да премолчат. Да се пасивизираат, да не учествуваат, ми пристапуваат, зборуваат со мене, меѓутоа моментот кога требаше да дојде акција, не знам што знам, не сум сигурен, па да видим. И после 3 месеци сега повторно разговараме со дел од нив, не е просто, навистина сите комуницирам. И сега коментарот е, знаеш, може би тогаш беше оправо. Ја може би сум бил право, тоа да никој моментот не уврши никаква работа. Ниту на моето его, затоа што немам такво его, а најмалку на партијата, затоа што се пропушти стварно можност, кога требаше се кажат работите, се кажат и се направат. Знаете како и во СДСМ, генерално и во држава, понекогаш, не понекогаш, доста често, го имаме она, ајде да го направиме ова, важи, ама иди ти прв, па ја ќе дојам по тебе. У суштината е приказната, така што како успеете така?
инертноста, пасивноста, немањето желба за акција, кај голем број на луѓе кои што имаат некакво име во рамки на партијата, се искористи да се случи тоа што се случи. И се знае дека кога истите тие луѓе се коментира дека не чини, заборават при тоа дека имаа можност да го проведат. Тоа не направи ништо. Тоа генерално синдром во држава. Да, најде, добро, да не ја критикуваме се државата и да се задржаме за моето семејство се во СДСМ, меѓутоа генерално да. Имам чувство понекогаш дека во него одредени клучни процеси многу често како луѓе чекаме некој друг да трне, па ајде е после него. Никој не ќе дојде прв. Одиме ли на кафе пауза? Мора, за да се направи репете на кафе. Почитувани слушатели, останете со 98,1. Се враќаме во вториот дел во кој ќе отвориме парадигмата на македонската политика. Се враќаме назад. Деспотовски, имаме ново кафе. Се уште не. Се уште не е донесено. Ама дека добро па се вари. Ајде, преземи Искра, ја да видам со кафе што се случува. Морам да ги спочитувам нашиве слушатели. Еве Оливер Трајковски, например, има се не подсети на една интересна ситуација. Софија Куновска кажа прво СДСМ да се одвојат од интервјуто на Заев за БГНС, да изберат структури и дури после да го напаѓаат ВМРО и да прераскажуваат приказни каков бил живот. Добро. Колку тоа имаше влијание врз внатре партиските ситуации? Добрососедскиот договор, сите работи кои почна по тоа, францускиот предлог, измеѓу Нестрекно беше тој интервју, ајде нестрекно политички коректно кажано. Меѓутоа беше воведен во многу други работи понатаму. Знаете како се стркало тоа, имаше после некој лавина ефект. Имаше придонес, не викам дека заради тоа сме ги изгубиле локалните, меѓутоа имаше придонес. Локалните делом да ги загубивме заради погрешни кадровски решенија. Што ги промовиравме. Веројатно голема улога имаше и изјавата на Заев тогаш за тоа и да него сум го кажал лично, мислам дека Стафана повеќе до мои сопартици дека ќе се повлече од функцијата ако градоначалникот на Скопје ги загуби вториот круг на изборите, тоа беше тригер. Непотребно ги направи локалните избори референдум, година дена после парламентарните. И да, губењето на локалните избори уствари не доведе многу лоша ситуација да наредните 2,5 години колку стана од тој мандат некако не знам, ајде. Беше се освен невладење, односно неспроведување на политики, така да тргна од тоа интервју се согласувам, можеби делумно и несрекно, и некои од работите беа малку несмасно пренесени и од самите медиуми, меѓутоа после тоа се стркал и имавме ефект како што имавме. Деспотовски, реалноста е дека, извини што те прекинувам, реалноста е дека ние имавме состојба во која Максим Димитриевски ви одлеа вас 60-70 гласови и гледаме дека се уште држи негде на таа цифра. Дали мислите дека Максим Димитриевски, знам, може да го засенат СДСМ или може би оваа коалиција со ВМРО ДПМН е за нив, значи политички крај своевиден? А не мислам дека само коалицијата и соработката со ВМРО за нив е Максо е, да прибење. Максо е, седи. Максо е последица на работите што се случува, Максо не е причина секако, така што греота е, односно не е коректно да ги бараме причините тоа каде што не постојат. Причината исклучува во СДСМ. Дали може да го засени, како ти беше прашањето? Да го засени СДСМ, да го преземи приматот на Сожерна. Мислам дека го нема тој потенцијал. Ги видов последната анкета, гледам дека горе-доле се одржуваат на таа позиција, меѓутоа мислам дека тоа повеќе последица повторно на можеби на моменталната слабост на СДСМ, колку некаква проектирана сила. Велат дека, сега, например, луѓе од знам кои ги познавам, велат нас ни приоѓаат бивши партиски колеги кои за да останат на функција, да задржат вработување или слично сакаат да преминат кај нас. Добро, ама тоа не е тај клиентелистичката нишка. Не е одржлив дел на структурата, така да не би се подпирал на такви луѓе кои што утре пак ќе на друго место. Да, утре ќе отидат на друго место, така да. Знаеш, еднаш кога ќе смениш, тоаш после тоа веќе не е прашање дали него кога, пак. Да.
Дали и колку вечинаше тоа што приматот го презема во еден момент дуи? Апсолутно. Министрите на СДСМ прво како стана помала бројка, некако, а второ се изгубија во јавниот наратив. Многу. Мислам, тоа сме го дискутирале, едно од причините за изборниот пораз, за кој што никош не проговоривме внатре во партијата. И тоа е едно од причините, тоа. И повторно ќе кажам, да не го насочуваме гневот кон дуи. Че не е дуи крив. Апсолутно. Тоа е кога да кажеш у твоја куќа гостинот што дошол дека ти направил лома, ти си седел таму и си му дозволил. Така што доаѓаме до прашањето и за кадровскиот потенцијал на таа влада што се формираше после 2021. Ако вие немавте како се да само дуи имавме избори во партијата такви какви што имавме. И потоа се случи да одредени клучни поединци во партијата се повлечат на страна и да добиеме влада така како што добивме, но која што се согласувам, кадровскиот капацитет не беше на ниво на што луѓето го очекуваат од СДСМ и последицата е да имаме впечаток дека сме подстанари во сопствената влада. Не можеме да наметнеме наша политичка агенда, не можеме да наши иницијативи, ако пак кажам, значи доста работа се направи. Да се разбереме, меѓутоа ништо тоа не можеше да дојде до израз, ВМРО успешно си ја наметна, они у даден момент го пренасочија фокусот на своите активности и коментари од СДСМ кон ДУИ, фактички се наметна свој спаринг партнер. ДУИ нормално си ја прифати таа игра затоа што им одговараше, ние добивме у еден период, добар период, година и пол две, фактички борба помеѓу ВМРО и ДУИ, СДСМ никаде го немаш. И кои ќе дојат избори, луѓето нормално, зашто би гласале за некој кој што нема никаква немаат впечаток дека може било што промени во државата. Но деспотовски или да направи гледаме дека левица да речеме расте на еден или на друг начин. Тие сега веќе имаат пратеничка група, следно имаат на анкетата еден раст на гласовите. Мене лично од идеолошки аспект, како човек кој верува во демократските вредности и во либералната демократија како таква, мене ми е нејасно од каде оваа потреба, од каде овој гнев кај македонскиот народ, ваков чемер, ваков јад, ваква агресија да поддржува, но тоа е друго прашање. Дали на ВМРО ДПМН најмногу му одговара левица да биде стожер на опозиција, како затоа што тие така би биле најнормалната опција во Македонија? Не мислам дека на ВМРО му одговара таква нешто, би се сум комуницирал се уште со луѓе кои се носители на поприлично високи државни позиции. И со нив кога зборувате, нормално ако зборуваат искрено, зборуваат повеќето од нив, не им одговара, да кажеме, заради тоа што, знаете како, во еден момент ако немате контрола или ако немате притисок или ако немате некој кој што може да понуди работи, политики, проекти кои што се еднакво добри и прифатливи за граѓаните како вашите, тогаш да имате притисок да испорачувате. Ако го немате тоа, едноставно се опуштате и работите идат во друг правец. Сме имале такви периоди у краткава демократска историја на државата, така што не мислам дека им одговара на. Ето мислам дека тие го мислат тоа. Сигурно има поединци кои што се надеваат дека СДС ќе пропадне и левици или кои да ќе излезе и ќе исплива као стожерна партија, меѓутоа генерално гледано не мислам дека тоа му одговара на ВМРО. Тогаш тие би пред целиот меѓународен фактор, знаеме нели, дека цело време најголемиот проблем на ВМРО секогаш е меѓународниот фактор, но во таа позиција тие би биле најнормалната опција пред меѓународниот фактор и сите би ги поддржале нив. Дали најнормалната опција не значи нужно и добра за државата, да се разбере. А кога сме кај меѓународниот фактор, во кој момент пак СДСМ изгуби таа другарска линија, поддршка од странците? Сведочиме за време на предреферендумската кампања дека се појавија на митинзите, односно на добро, сега да бидеме искрени, Обрајан непосредно пред изборите кажа дека тој не би купил автомобил од политичар како нашиот сегашен премиер. Така што јас не се согласувам дека СДСМ било кога ја изгубила меѓународната поддршка. Тоа беше мојот став. Мислам, тоа е мојот став исто така. Не мислам дека сме загубиле поддршката, со тоа што можеби влеговме во стапицата дека очекувајќи дека можеби странците ќе одработат работата. Што е нормално. Никаде не одработуваат така работата да дојдат и да кажат слушај ти ќе победиш. Сите паметни држави во светот, вклучително најголемите и најмоќните како Соединетите американски држави, имаат респект за ставовите на луѓето. Ако вие во јавност имате доминантен став,
нема начин како тоа се промени. Впрочем го видовме на изборите. Така Значи, што најголем легитимитет на политичарите им дава народот. Леле, И им колку одзема. нешто ново секогаш, откривме нешто. секогаш е тоа така. Секогаш е така, повторно тоа не само држави, значи многу поголеми држави, да кажеме, значи имате ситуација у Европа, сме имале ситуација у Полска, колку време имаше влада која што Европската унија не ја нели Бе беа во на- Австрија сега во исто расчекор. имаме избори. така што Не, овде инспиративно ми се наметна реченицата позната на Бранко Црвенковски: народот е во право дури и кога кога греши. греши, така е, да. Да, тоа беше можеби соодветен одговор на едно од претходните прашања што ми ги поставивте за Бранко уште не уште му е замрзнато членството, предпоставувам. Последната сум- изјава е дека го да, замрзнал да, за тоа беше одмрзнување, пред не сме неколку- слушнале. Да, не. Тоа беше пред неколку години, така да искрено ја не сум сретен. Повторно кажам, не дека следам се у детали све што се случува, меѓутоа не ми пролетало такво нешто пред очи. Мислите дека тој би можел да се вклучи повторно во политика за Па ја не мислам дека он било кога се исклучил од политиката, можеби не е присутен во јавноста, меѓутоа дали мислам дека може да е придонес, секогаш сметам дека може да е придонес. со политика само знае да се бави со он е електроинженер, нема некој работно искуство во таа област, така што нема ни некој друг избор за работа. Спомнавте во првиот дел од емисијата за меѓународна соработка, односно проекти на кои сега приватно во рамки на оно што го правите се обидувате да го конектирате и дека нели во догледно време би имало и некаков позитивен државен ефект, односно за државата ефект. Тоа значи дека ви треба соработка и со актуелната власт, па соработувате, ви помагаа да речеме во ова не станува збор тука за било кој на кого да помага, едноставно секој да кажеме да секој се работи работата како што треба и треба да се работи професионално, така да ја настојувам да се работата професионално, не сум се уште контакти. Знаете како за ова што го споменав, сепак станува повеќе иницијатива во делот на приватниот сектор, приватниот бизнес, така што дека е прашањето ствари и соработка, да, меѓутоа повеќе некој да не попречува, не очекувам дека ќе таков тип на обструкција, бидејќи секој со коректно соработка со институциите. Кога зборува за соработка, повеќе мислев не лично моја соработка го Јован Деспотовски, ту повеќе да се зборува, што го прави последните 45 минути од дека, тоа е некако се наметнува темата дека мора се соработува, зборува и помеѓу клучните политички партии. Таа тема мора постои да продолжи постои понатаму, во тој контекст и го зборав. Не во контекст на мојот микросвет во кој што јас работам нешто што го работам. Колку реално Јован Деспотовски го чинеше директорувањето со Фондот за иновации, бидејќи оние популарни проекти за тренирање магариња и слично ви се случија во вашиот мандат? Вие прилично позитивно ја заокруживте кариерата како директор на оваа институција. Бивте задоволен од тоа барем ден-два пред оставката да ја поднесете од тоа што сте го сработале. Може ли ваквите скандали да се спречат? Зошто прво медиумите мора да објават што и како проекти е одобрено пред вие, а верувам дека било така, бидејќи вие потоа повикавте нели да си на неколку такви скандали, односно проекти кои беа доделени, оние собственици или поднесувачите на проектите да се изјаснат дали имаат блиски до власта луѓе, дали самите се некако поврзани и така натаму. Зошто тоа во корен некако не се стопираше, туку дозволивте да ви се случат практично? Ајде да видиме прецизно со магарињата, не ми се случија на мене. Нема ти баш кога читав изутрината не, тоа имав дилема дали е во вашиот Магарињата беа кај Лидија мандат. Димова, Тоа мислам. беше дали не сме имале таков проект. Добро, Сега, значи не беа информации. Не, магарињата беа не близко, Да, меѓутоа не, ви слушам, не, ви да слушам не ги внимателно затоа взимаме што на Лидија Димова магарињата, ве молам. ви слушам Значи, внимателно заради тоа што е, знаете како понекогаш да се крива таков печаток, затоа што сум бил не дека ми се лепат многу работи кои што нема никаква допирна точка со мојата работа, зашто јас сум бил И тоа присутен баш во во јавност. Испасус беше со Цветанка Ласкова сната тоа е и друго, така тоа е натаму друго, и така тоа е друго. натаму. Да, иако кариерата завршив како директор, мислам кариерата, не сум завршил кариера уште, меѓутоа оставка дав од позицијата на директор во дирекцијата за ТИРС. Да, така исто беше, У фонд точно. си заменав уште 2020, меѓутоа не е важно. Задоволен Да, бев и наследе после кадар на Дуи, така беше. имаш измеѓу кадар на СДС, но сте заборавиле. Не е Коста важно. Петров не може нели да беше фата. таму едно Да, време. беше. Така Коста е, добро, Петров. окей. Да. Не, меѓутоа и тоа е впечаток. Знаете како и мене кој сум бил директор на ТИРС, стално ми викаме, знаете вашиот претходник од ВМРО, ме викам ја изменуваше директор од СДС. Ама добро, него не го знаеме, вас ве знаеме. Добро, окей, нема проблем. Како и да, меѓутоа ќе ви одговорам. Во делот на фондот, она што јас го оставив 2020 година, беа проекти
купен износ некаде околу 75 милиони евра, цело портфолио. Така да многу се вложи, да знаете. Не викам дека све било идеално, далеко од тоа, меѓутоа јас институцијата презел со формирана од предходната влада на ВМРО ДПМН, патем речено со некој скромно портфолио од некој, не знам, 15 на милиони денари, тоа бе 250.000 евра. Ајде милион, нека била непуни. Така што била формирана, меѓутоа не функционирала. Институција која што функционираше на 20 спрат на зградата на БТВ. Не знам дали сте качили дека тоа, погледот е прекрасен, меѓутоа многу тешко достапен за било кој кој што треба да се качи да побара средства. Така да се пресели в ГТЦ, бидеме достапни за Ако не јавноста, работи се отвори лифтот, тоа према е јавноста. вистински тест. Колку тебе ти треба? Па три лифта има од кој што еден стално го чува за министерот за животна средина, така да два. А притоа имат управни служби на МВР у зградата, така да мислете во еве. Како и да. Институцијата се отвори за луѓето, за граѓаните и дојавме голем наплив на проекти. Повторно кажа, че држава да се отвори финансираш. Значи, освен таа ситуација која што имавме, се согласувам. Тоа беше во првата година, кога имавме ситуација во која што да, медиумите заради нашата отвореност, ние сите проекти ги објавувавме. Уште пред да се потпиша договор. Имаше реакција заради поврзаноста. Имаше да бидеме фери објективни и непотпишани договори кои не ги одобривте практично по тоа. Баш од Не. Објавувавме на непотпишани договори. Значи се носи одлука, ги објавуваме, ако има реакција си, значи не може све да знаеме. Имаше реакција, веднаш од јавноста, оправдана, веднаш воведов системско решение, тоа е сите декларираат. Се булеа луѓето. Зашто имаат потреба да декларираат? Па правиме дискриминација, рекоме знаете како. Јас се согласувам дека сите се еднакви пред законот. И тоа ако јавноста чувствителна за одредено прашање, дајте оваа фаза вака да постапим. Воведовме соработка со Transparency International, например. Че сите, да кажеме, тие аспекти на проектите ги проверува и ги разгледува. Така што понатаму после тоа во сеите две колку остана од мандатот ше години тога, значи немавме апсолутно никаков проблем поврзано со тоа. Дури имавме добри бројки, значи фирмите почна да растат, луѓе се вработуваа. Океј, јас забинав после 2020, односно на крајот, се префорли дирекција, меѓутоа и од тоа, и од дирекцијата за ТИРС, да, може да кажам дека сум задоволен, затоа што навистина имавме ефекти кои што резултати не поврзани со тоа, да ви кажам, се знаете како идев на патување, правевме презентација, роуд шоу и све беше супер, не. Може да кажа дека дирекцијата за ТИРС мандатот дека сум бил ја тамо 3,5 години, имаме над 6.000 нови работни места креирани во фабриките во зоните. Тоа се 6.000 семејства на кои што сме возможиле пристоен живот. Не викам дека ако Јован Деспотовски не бил директор тама, дека тоа не било се согласите дека во времето на ВМРО ДПМН најмногу повеќе инвестиции доаѓа. Па не е така. И тоа е впечаток за кој што стално сме дискутирале со ваши колеги, да кажеме новинари. Истиот, значи не е така. По бројките не е така. Значи до 2016 година фабриките во ТИРС, значи странските инвестиции поголемиве, работеле некаде околу 6.500 луѓе. Денеска работат 18.500 луѓе. Тоа се 3 пати повеќе. Че не е така. Ефектите во буџетот ќе ви кажам како во 2017 година уплатите во буџетот. Тогаш вие навистина сте неспособни да ни го сте биле неспособни да ги продадете вашите резултати на јавноста. Значи знаете како? Имате пристап во комуникацијата и се согласувам. Нашиот пристап во комуникацијата заради она што го спомена Искра, тоа е сме возможиле, односно не сме биле доволно агресивни, па просторот го успел нашиот коалициски партнер. Дел од овие работи останале некажани. Иако сум ги зборувал стално. Да, но едно е да кажете, другото е луѓето да го видат. Се, например, ВМРО не го прави. Тоа ни повторно, стодена влада, па сите поединечно излагат, па кажуваат, окей, така и треба. Согласувам. Па билборди има со резултати. Окей. Ама знаете како, имав еден пријател амбасадор, беше еден од скандинавските земји тука, он кажуваше do good and talk about it. Значи прави добри работи, зборувај за тоа. Се согласувам, не успеавме да го и се уште впечаток дека ВМРО направил поише, не е така. И тоа окей, тоа е тоа. Печатокот кај луѓето е таков и може да ме прашате да ви одговорам. Колку ова ќе остави кефти корка кај луѓето е друго прашање. И тоа не сме успеале, една од причините тоа што не успеавме позитивните работи кои што се случува. Мислам дека се уште не ви веруваат за ова. Тоа викам, да. Иако има Гоца Младиновска вели поздрав до вас, Деспотовски требаше да бидете председател на СДС. Требаш. Требаш и други работи. За жал така. Добро, Софија. Што дека нема се случи некош, меѓутоа требаше да. Софија Куновска кажа прво СДСМ да се одвојат од интервјуто на Заев, да, за тоа не да избере структури и дури после кога беше да ти добар домаќин и го нарача второто кафе, го одговорив. Да. Добро се.
Деспотовски, каде е... Сега зборуваме дека ние сериозно имаме проблем од една страна со евроинтеграциите, од друга страна, како што вие самиот рековте на почетокот, имаме кадровски проблем, се помалку способни луѓе во државата може да најдете и во приватниот сектор. Не, способни луѓе има, него не сака да се ангажираат во политика, иначе има способни луѓе. Да, но и тие што се и во приватниот сектор, сите, знаете, утре би заминал да живее на друго место за подобра плата и голем дел од нив си одат. Така. Третиот проблем кој го имаме е првиот, односно е дека сме заглавени очигледно во овие евроинтеграции, понатаму доаѓаат наредни вака една група на проблеми нерешени, од енергетика до финанси, до образование и така натаму. Кој е според вас рецептот оваа држава да види резултати на сите овие полиња? Како да се спасиме од се ова? Некој ќе рече од белата чума не е ни можно да се спасите, затоа што едноставно на Германија и требаат работници, ние сме прифатливи за нив, мирен народ, добар народ, вреден народ, бела боја на кожата, христијани, тие немаат проблем да не примат. Може ли воопшто тука да има било каква позитивна приказна или долгорочно ќе остане држава на пензионери и државно вработени? Па не може да обстане така како држава на пензионери и државно вработени. Тоа не е одржливо никако, тоа може да трае 10, 15, 20 години, кој ќе го финансира тоа после? Кај ќе се задужуваме и кој ќе го враќа тоа сето тоа? Така да, дали може? Да, сакам да верам дека може. Види, политичката стабилност е клучно сите овие работи што ги споменав. Политичката стабилност подразбира дека имаш одредена предвидливост на процесите, на чекорите на политиките, ама не за 4 години. Прво за 4 години нема. Не може од избори до избори нема. Што после избори имаш период кога се воспоставуваат нели институциите и така натаму, и година пред избори никој ништо не работи, се спрема за избори. А уште измеѓу ако ти влетаат локални или председателски, од мандатот ти е толку. Ствари нема ништо. Така да види политичката стабилност е многу важна. И второ, оно што го збориме 35 години, тоа е национален консензус за клучни прашања. Не да се договориме дали сакаме членство у НАТО или дали сакаме Америка и Русија. Сме се договориле више. Биднало, готово. Да. Не да се договараме дали сакаме во ЕУ, сме се договориле за тоа, биднало, готово. Але да се договориме дали од денеска ќе кажеме дека во буџетот ќе обезбедиме 15, 20, 25% плюс пари за сите што носат униформи. Полиција, војска, медицински сестри, професори ако не носат униформи, седно пожарникари. И ќе се договориме дека од денеска 20% од јавен сектор што носи, кој што работи на шалтери, работи по канцеларии, ќе им кажеме дечки, спремајте се за наредни 1 до 2 години ќе треба да барате друга работа. Зборам за таков тип на или се договориме дека кој почне пругата до Бугарија нема да измишљаме и ќе земеме пари од него, дека нема да измишљаме 100 причини зашто да го прекинеме тоа, а ако ни треба коридор 10 пругата исто така, ќе се договориме исто така и дека заедно ќе побараме пари од Европската унија за тоа. Зборам за таков тип на консензус по такви прашања, за кои што нема да биде повеќе важно дали е ВМРО или СДСМ, него едноставно проектите што ќе почнат ќе се завршат до крај. И при тоа, повторно ќе кажам, ако се договориме дека платите ги качуваме 25% за оваа категорија на вработени, ќе ги качиме, ќе ги ставиме. Или ако се договориме дека во наредните 5 години ќе изградиме 100 нови училишта или 100 нови градинки, дека нема да го пипаме тој, ако се смени власта, ќе речеме и се вие од претходниција моја се ќе сменам, ќе правам друг проект. Со тако, затоа што работите не може да се сменат за 4 години. Апсолутно. Па веројатно и за 8 не може да се сменат. Пошто и во тие 8 под притисок си постојано од избори, па работата трли застане. Така што политичката стабилност и овој консензус национален или како го викаме не е важно, многу важно. Дали тоа ќе подразбира дека двете партии ќе седат заедно влади ќе соработуваат или едната ќе биде внатре, другата ќе биде надвор, ама ќе знаеме дека во овие работи нема да ги пипаме? Но знаете како тоа го слушавме и ве и да, али во пракса, па кажам, да. не ЕУ, НАТО и бугарите тема за национален консензус. Што треба да се договараме ние за ЕУ и за НАТО? Договорено е. Што? Да, но од тоа недоговарање за бугарите... Не, ама што би се договорале тука? Мене... Еве ВМРО доби избори, така, изборите беа референдумско изјаснување. Луѓето рекоа не се согласуваме со тој пристап. Не, ама знаете како беше, еве сега ќе ви кажам. Тоа е во делот на Бугарија. Ова што го имаме проблемов. Mother of all evil каде е? Ние постојано забораваме да го кажеме тоа. Јас
кога разговарам со странци, јас постојано им го посочувам ова. Велат, ама знаете сега, дај да се стават бугарите устав, да биде рамката и така натаму. Ја велам вака. Луѓе, кога се преговараше за францускиот предлог и кога се преговараше за рамката, опозицијската ВМРО ДПМН тогаш молеше да биде вклучена во преговорите. Дали е тоа така? Така, апсолутно. Значи они јавно секој ден бара, дај вклучете, не вклучете, не вклучете. Власта не ги вклучи, го договори францускиот предлог, помина во собрание тоа што можеше да помине без 2/3 и кога дојдоа на 2/3, ајде сега вие придружете ни се на европскиот пат. И како да се придружат? Знаете, сушти и оваа влада, се што ќе прави и во однос на Бугарија, се веројатно ќе имаме нови предлози, анализи, одложени, неодложени, црвени линии, репреговори и така натаму. Доколку не ја вклучи опозицијата во работењето, утре одговорноста прво самата ќе ја носи, кој што СДСМ сама си ја однесе одговорност со ова, и второ, ќе има еден предлог кој пак долгорочно нема да биде функционален. Види, ама пак не мислам дека тоа подразбира дискусија, затоа што пред 5 месеци имавме избори, кои што ако ги гледаме како такви бе референдум по тоа прашање. Луѓето се изјасни за предлогот на ВМРО. И тука СДСМ е обврска да го прифати. Не може ние сега да инсистираме дека нашето решение било подобро. Може нашето решение било идеално. Ако луѓето со огромно мнозинство кажале дека се против тоа, ние имаме обврска да им помогнеме на оваа држава и на владата, ако сака да се едно не е важно, тоа решение се спроведе. Така да тука е веќе дефинирана работа. Факт е дека одредени изјави на членови на ВМРО ДПМН, високи функционери владата, не помагаат баш превише да се реши работата. Зборам за изјавите на вице-премиерот Николовски. Ма не, тие не беа поврзани со францускиот предлог. Не, меѓутоа, Тие беа за дисреспектот кон председателката, кој се реално е. Ама не, сепак не помага, сакам да кажам. Што пола јавности повеќе го мисли. Да, меѓутоа знаете како, едно е кога сте дел од опозицијата и кој тука треба одговорно се досувате, друго кога сте член на влада. Не сакам да кажам дека не било тоа точно, меѓутоа последици од пораката негова дицидна и јас. Да, знаете како, кога држите темата доволно високо и од другата страна си ја користат за своји потреби. Ја не викам дека од другата страна си да се... Кога не државме доволно високо, тие пак ја користат. Се согласувам, меѓутоа сакам да кажам дека ако е веќе дефинирано така, ако е веќе предлогот да се оди со ајде одложено дејство или како и да не е важно, луѓето го одобриле оваа држава, значи обврска и на СДСМ и ВМРО веројатно да се работи на таа тема. И тоа е тоа. Така да тој аспект сакам да кажам дека нема што да градиме дополнително не се национален консензус по тоа прашање. На крајот на денот се случи како се вика одвојувањето што е проблем и за тоа треба да се дискутира. Треба да се иницира лидерска средба на која што ќе се седне и ќе се зборува на таа тема. Не гледаме СДСМ тоа го толкуваат како неуспех на ВМРО, ВМРО го толкуваат како па тоа е состојба која не остави СДСМ. Сите се во право, но во суштина не функционираат работи. Да, меѓутоа мора се седне да се разговара. Тоа е тоа што недостасуваш, да кажем, во изминатите. Може ли Македонија да стане слепото црево на Европа доколку Албанија ги почна преговорите, Црна Гора преговара, Србија преговара, ние да останеме заедно со Косово и со Босна, трите држави со нерешени ниту етнички, нити национални постулати. Затоа што, знаете, од друштво на Хрватска и од друштво на Хрватска, ние сега се вративме да бидеме во друштво на Косово и Босна. Друштвото е прилично сменето. Ке се согласиме. Сега ако вие го обвинивте Никола Груевски дека тој се одделил од групата на Хрватска 2005-2006 кога дошол. Дека го Никола Груевски за тоа да, се вие случи, рековте предходно дека сме биле многу понапред. Една година бевме разлика тоа што. Кога падна па Никола Груевски, ние бевме во група со Црнагора. Сега сме во група со Косово и со Босна и Херцеговина. Од прилика како да излеземе од? Добро прашање. Али види дека не е добра ситуацијата, не е дека одвојувањето секако е проблем, не дека групата со Албанија на нас не била идеална, согласни 2006 кандидатскиот статус кога дојдовме 2005 година работев тоа што процесот исто во секретаријатот за европски прашања. Хрватска беше една година пред нас. Хрватска беше членка колку време. Уствари еврото го воведа. Така да
Како тоа да се излезе, добро прашање, меѓутоа мисля дека првиот чекор секојаш ово што го дискутиравме сега, тоа е националниот консенсус. Секојаш првиот чекор. А де го неа. А кореното е практично она што го зборувавте претходно, дека не мешање на кадровски решенија, а ово е нивен, нема да го ставиме, ово е наш, тие нема да го сакаат. Тоа е политичката стабилност, и тоа е дел од политичката стабилност, така, да, и тоа е дел од политичката стабилност и да, ова што рече Љупче Преска, некои работи кои се тераат еднострано, малтена можеби деловни на сила за да се заврши по секоја цена, и после очекувате дека друга страна автоматски ќе ви се приклучи, ќе ви дае поддршка. Не знам, мислам, сложена работата, меѓутоа она што сакам да верувам дека стварно се отворена, и затоа мислам дека се пропушта и да не се пропушти, меѓутоа се пропушта дента после одлуката на односно после информацијата дека европските институции ќе донесат одлука се одвојат, да се одвојат. Реално Албанија да продолжи понатаму да застане убесто, мораше се иницира лидерска средба на која што ќе се дискутирате. Мислам дека беше глупаво тоа што почнавме, ајде се СДС да не биде дека збориме за ВБОР, цело време ВБОР ги обвинуваме за све, веќе си зборав за мојата фамилија. Глупо беше што искочи покажа со прст према ВБОР, пошто никој нормален у држава не мисли дека ВБОР е крив за тоа. После 3 или 4 месеци владење. Кога вие сте владееле 7 години, да. Па у суштина така е. Тоа и второ, дури да е така, дури да кажеме дека слушај, да, ВБОР е крив за тоа. Која е ползата за тоа за граѓаните за државата? Ако сте вие сериозна политичка партија, сега се излегува и се каже вака, ајде да видиме да се договориме што прави. Што е проблем? Стварно е проблем. Сега баш гледам до каде сме стигнале со резултатите, правиме анализа од 2010 па нааму. Главен параметар меѓународно прифатен за животниот стандард во една држава е БДП пер капита ППП, односно со тие со цените со куповна моќ. Да, со куповна моќ. Ние во моментов сме негде околу, имаме $20,000 годишно, 20,348 и сме со цели $2,000 позади Србија, кои имаат 22,700, 2,200 евра имаме помалку од нив. Тоа е разочарувачки, да речеме. Се уште сме пред Албанија, која има $17,500, но многу малку и бегаме на Босна и Херцеговина. Ова е чудно. Босна и Херцеговина се 19,883, практично тие се веќе живеат како нас. Значи, зборуваме за земја која политичкиот систем да седнеме да и го објаснуваме е многу тежок. Хрватска веќе има отидено на 39,000, има скоро двојно поголем БДП и куповна моќ. Од нас Бугарија е 32,000, Грција 36,000, само да видам Монтенегро. Што за Балкави земји не е многу. Да. Црнагора не можам да ја најдам на листа, сигурно е тука негде. Но ова е разочарувачки затоа што ние сме буквално сега во друштво на овие земји. Ние сме позади Србија, во друштво на Босна. Не знам како да кажам. Регионот на Западен Балкан е тоа очигледно, значи и тоа е спротивно на впечатокот дека Србија светлосни години пред нас. Да, но ние бевме светлосни години пред Србија. Зборуваш во процесот на европска интеграција, што е точно. Па и економски, Вучич викаше, јас имам пример од Македонија како да донесам инвестиции, како да направам. Добре, меѓутоа како и да е, бројките секако имаат, секако кажуваат многу, се согласувам. И тоа дека во последниве 30-35 години дека не сме напреднале многу, убаво го даде примерот со Хрватска. Хрватска души претходно во СФР била доста понапредна од Македонија, меѓутоа сепак не е никакво оправдување, така да согласувам. Како да го смениме овој? Како наеднаш овие 20,000 годишно што во просек ги имаме, значи некој има 2, некој има 200, како да ги направиме да бидат за некој достоинствен живот? Ние се повеќе и повеќе гледаме приказни како нешто не функционира, како луѓето не можат крај со крај, како заглавиле во пирамидална шема, не знам дали го следите тоа последно. Да, пофатив нешто малце, да. Како колку пари направиле брзите кредити. Ова, пример,
Јас зошто е никој тоа со брзите кредити више 10 години трае. 10 години е на разработена шема на плячка, каде што ви имате 35, 40, 50% годишна камата. Добро се ограничи тоа прошлата година. Имаш Колку, измени во 35? не, имаше измени во регулатива, би се дека поприлично се ограничи каматите кај тие кредити, да знаеш. Па не се нешто ограничени, па тие ги зголемија трошоците за Тоа е обработка друго, да. и цените повторно се исти. Лошо е, знаеш, да сте граѓанин, се потешко и потешко преживувате. Добро, со пирамидалната е малце друго, тука е повеќе желбата за брза заработувачка, така да не И верувам дека неписменост финансиска. И генерално желбата за брза неписменост не е само заработувачка, да не е финансиска. само финансиска неписменост, затоа што сме имали искуства, само некои работи брзо ги забораваме. И со тати, со што беше претходно ги заборив, овие штеделници што пропаднаа тamo 90-ти години. Како и да е. Види, решение секако има за се. Меѓутоа, пак кажам, од негде мора почнеме. Така да и овие бројки што ви кажа економски, верувам дека може бидат подобри. Економијата мора се отвори. Сега овие се многу општи работи, меѓутоа суштина така е. Че имаш сегменти кои се премногу регулирани. Имаш институции кои што работат за да си го оправдаат своето повеќе што не е добро. Че јас се соочувал и како директор на државна институција со обструкции на други државни институции кои што потоа да кажеме едноставно постојат и действуваат само за да си го оправдаат платите што ги зимаат. Што не е добро. Че немаат никаква суштинска улога или немаат никаков принос кон економскиот развој. Работите мора да се олабаваат. Мора престанеме да ги гледаме парите ни с перспектива дали дошли од вамо, дали дошли, значи знаеш како пари се пари. И Македонија како мала економија и како мала држава не може да си дозволи да пребира се. Не вика дека треба да взимаш пари од црни фондови или не знам каде, али актуелно ова со денеска се потпишува видов сабајле информација за унгарскиот кредит. Океј, не е прашањето и дали доаѓа од Орбан, дали има какви се тие политички услови таму, не видов ништо. Не е. Не, бе. 6% И клучно камата. прашање таму за што ќе отидат парите. Викаат проекти, добро. Имаме ли механизам за следење на проекти? Имаме. Ако ние за година 2 или 3 или 5 кажеме дека овие пари што сме ги земале сега, завршиле у водовод, школа, болница и така дале, супер. Ако тие завршиле у полузавршени проекти кои што никад нема да се довршат, За мене тоа тоа е е ризик. проблем. Особено овие што се вторите сега 250 милиони ќе бидат дадени на пример дам само, општините. не, пример И дам само. со тие е многу безбедно што ќе се случува и тамо, нели сега, треба да се следи дали ќе има корупција, дали не. Овие Дали, вторите, прво, дали ќе се реализираат проектите за кои што се даде? вторите 250 милиони кои ќе бидат дадени на приватни компании, тука малце ме плаши, ние имаме имаш едно механизам, искуство со милиардата на Чиле. Чека. Ами имаш механизам, имаш развојна банка у држава, пример се ти кажу. Која што има исто така механизам преку кој што пласира средства. Чи имаме ли механизми од државата преку кој што се пласираат средства? Затоа велам, значи дете би се мора едноставно да се како се вика да се отворат вентилите и да течат средства. Знаеш како да идат према економија и да престанеме заради 2, 3 или 5% на реално поедин приватен сектор кој што злоупотребуваат, сите други 95 да ги жуконсуваме дека се криминалци. Пошто ние целиот систем ни е поставен како на овие 5% да не им даеме да крадат. А другите 90% што често работат и треба да стигнат до пари, им го правиме патот пеколе. Да, знаете, дали ќе има злоупотреба, па сега ќе се најде некоја будала што ќе земе кредити, нема да го употреби. Злоупотребивате во Европската унија. Значи имате вие Тоа секоја добро, ќе година треба да ги милиарди врати, евра ако постои што се механизам истражува, кој- ќе завршува. Имате злоупотреба, значи секаде постои. Меѓутоа ние некогаш у желбата до евро ако може све да исконтролираме и тоа што треба заврши кај 95% од честни бизнисмени кои што сакаат да земат пари да вложат и да инвестират и да направат дополнителни пари од кои што државата ќе земе, докато тие ќе невозможува. Тоа е на пример разликата која што разлика меѓу нашата економија и други економии кои што функционираат во регион. Билите се подолабајани. Чи мора почне да функционираме малку повеќе се може наивно звучи политички, меѓутоа така малку повеќе на доверба. Доверба и со комора, доверба и со Нема и немам бизнес избор сектор. друг. Па и Ќе не мора да се веруваме и да- доека се контролираме кој што прави, како прави за секој. Знаеш како се уште се ние трка кон дното. Си ги гледаме пример сега, имавме ситуација, сме се луксузирале, зашто сме се луксузирале? Заради тоа што пред 2 години, на пример, кој беше првиот самит на Отворен Балкан во Белград, државната делегација за представување на самитот на ова беше имаше како се вика сајам на вино,
потрошила, пример се реза 250.000 евра. Србија знаете колку пари потроши го организира тоа? 6 милиона. Нема, Тие па паднаа во неодговорно е, па сека- и... Има сега ситуација, има сега ситуација. Имавме голема јапонска трговска делегација, јас бев уште директор на ТИРС пролетоска. Организиравме, не знам, не е важно, дојавме коментари од некои институциите, многу пари сме потрошили пример 20-30.000 евра, не е битно, делегација од 30 компании. Кој што дојде да представи држава и така да, потрошиле толку. Треба превод, и тоа е со се превоз, со седење, пиење, све со 30.000 хотели. Иста таква делегација составена од 140 јапонски компании сега доаѓа во Србија. Српската влада им испраќа чартер авион до Токио. Чартер авион им испраќа. Значи само чартерот кошта 4 пати повеќе од парите што македонската држава ги потрошила за иста таква трговска делегација. Значи ако не вложите, ако не потрошите и ако престанеме со тоа дека пиењето на скапо македонско вино е луксузирање, значи не е луксузирање. Во светот тоа више не е луксуз. И ако сакаме да уловиме големи проекти и големи пари, кои што реално ќе донесат бенефит за луѓето, едноставно мора да играме. Да, но знаете како? Но имаме па и реални злоупотреби, тоа е да сте министерка за култура. Не, за тоа се Да согласувам. отидете во Австрија за Нова година да спиете таму со фамилијата да ја дочекувате Нова година, да не направите никаква културна промоција на државата, никаков културен настан, никој не знае што сте правиле во Австрија и на крај нели тоа државата да ви го плати. Јас за тоа согласувам. Јас за тоа викам, значи понекогаш и 10 евра ако се непотребно се потрошат се многу. Меѓутоа мора да правиме разлика меѓу такви трошења и трошења кои што носат ефекти. Имаме едно прашање, велат окей ова со Србија, да, бројките се такви, но што бараше Зиков таму како директор на МЕПСО на таа промоција? И тоа е. За тоа велам, значи мораме ги двоеме работите. Се согласувам, мора ги двоеме работите. Па добро, се ние немаш да го промовираме македонското вино без да ги промовираме македонските пијачи на вино. Треба вака изгледа македонско вино, вака изгледа тој што го конзумира. Имате продукт, имате резултат од продуктот. Многу е квалитетно. Не, ама мора да Што го се... знам, така да ќе се воздржам. Не, ја го знам многу добро, феноменален Да го човек. познавам. Мислам дека ќе ја прифати шегава. Нови коментар на нашиот слушател што барал нели Зиков таму се обидов да најдам едно објаснување, сега не знам дали е добро, дали лошо. Искра, ај за крај имаш прашање две и да си идеме по дома, пошто Па јас мислам дека веќе треба да дневниците- ослободиме Ја да деспотовски работам, билети. дневниците на луѓето им се до 10, сега треба 10 минути прекувремено да им Уште плаќаме. колку треба да се задржиме за вторава дневница. Да, значи да не го задржуваме деспотовски повеќе, бидејќи кога се договаравме беше дилот Еден вака сат. условно речено 1 час, а веќе сме 45 минути пробиени, така да и мислам дека исцрпивме се и да му оставиме и простор за второ гостување. Додуше второто е телевизиско. И јас Може ќе да си има го проблем, да. и јас ќе си го резервирам. Почитувани слушатели, останете со нашата фреквенција. Утре на радио сме со Сотир Костов, гостинки не биде Иван Стојковиќ, представник на српската етничка заедница во Република, сега за жал веќе Северна Македонија, со кој ќе дискутираме за последната посета на Александар Вучич, за која така многумина се потресија, албанските министри не отидоа на неа, па да проанализираме како било, шо било. И така, до тогаш слушајте најдобра музика во градот. Ако имате вкус за музика, ако немате, Благодарност можете и на деспотовски друга за и отвореноста и искреност. Благодарам за поканата. Се гледаме. И за кафето нормално.